Младите во Македонија се сведоци на позитивните промени во општеството. Бројните проекти кои владата предводена од ВМРО ДПМН ги спроведе во насока на подобрување на животот на младите, изминативе 10 години потекнуваат токму од нив. На тема проекти за млади и младинска политика, денеска во Дом на РМ, во организација на Институтот Павел Шатев, председателот на Унијата на млади сили Владимир Неловски ја отвори дебатата, потсетувајќи се и правејќи паралела на животот на младите денес и оној од пред 10 години. Денеска сликата е поинаква. Образованието е подеднакво достапно за сите, преку дисперзирани студии со намалена школарина, а средношколците учат од бесплатни учебници. На младите студенти да бидат подостапни, да им биде подостапна светската литература, значи преку проектот 1000 книги во кој што е во завршна фаза и има околу 50 до 60 светски автори кои што не се преведени, кои што ќе се преведат во наредниот период. Така да и во целост ќе биде реализиран и овој проект со кој што младите луѓе немаат веќе потреба, значи да учат од скрипти на странски јазици, од фотокопирани книги и така натаму, туку можат книгите од најреномираните професори во светот да ги користат и за своето образование. Овозможени се и стипендии за успешните студенти и овозможено им е да студираат на најдобрите универзитети во светот и потоа стекнатото знаење да го искористат и применат во Македонија. Денеска скоро во секоја општина можат младите да се пофалат дека имаат повеќе наменско игралиште, игралиште за фудбал, спортска сала изградено, потоа тениски игралишта, со што и како се помага младиот човек што е можно повеќе да спортува и да се грижи за своето здравје. Со мерката за вработување на млади до 29 години, во изминативе 2 години се вработија 12.160 млади луѓе. Како ВМРО ДПМН правиме и најразлични обуки, преку кои што се обидеме да го зголемиме неформалното образование на младите и така да бидат поконкурентни на пазарот на трудот, но се разбира има и многу мерки кои што им овозможуваат на сите млади луѓе кои што имаат одредена идеја за свој сопствен бизнис, да им биде овозможено она кое што да речам најтешко се обезбедува, тоа е финансиите преку најразлични грантови, кредити кои што се по многу поволни услови за младите луѓе, им се овозможува финансиите да не им бидат толку голем проблем при започнувањето на сопствен бизнис и ако некој има идеја за нешто, да спроведе таа идеја и да место да биде работобарател, да стане работодавач. Во изминатиот период, ВМРО ДПМН и Унијата на млади сили ја посети речиси секоја општина во државата, разговараше со младите за да се утврдат нивните потреби и барања. Неловски истакна дека и во периодот што следи ќе има уште многу проекти наменети за младите, како и дека ќе продолжат да работат со исто темпо.